Одиграни две средби од 8-то коло во кошаркарската Суперлига на Македонија. Тимот на МЗД Скопје победи на гостувањето во Гевгелија против Кожув со 95-99 и остана непоразени по ова 8 коло. Стефан Синовец даде 22 поена, Тодор Гечевски 19 постигнати коша. Кај домашната екипа 26 поени даде Миладин Пековиќ. Во вториот надпревар тимот на Лирија минимално со 67-68 ја победи Струмица. На 11 секунди до крајот Тасовски израмни на 67-67, а струмичани го има последниот напад за победа, но Хасанов избрза со шутот, а откако промаши, направи прекршок на Тасовски на нешто повеќе од секунда до крајот. Тасовски реализираше едно од двете слободни кое беше доволно за триумф. Бојан Треговски со 24 поени и 16 скокови беше носител на победата на Лирија. Кај Струмица Кук беше реализатор на 16, додека двоцифрени беа уште и Арсич и Стојанов. Голото денеска ќе се комплетира со дуелот помеѓу Работнички и Куманово. Дефанзивните бразилски играчи на Челси, Давид Луис и на Парис Сен-Жермен Алекс останата сезона ќе ги променат средините. Луис постигнал комплетен договор со каталонскиот гигант и останата сезона ќе го носи дресот на Барселона. Жозе Мориньо не е задоволен од перформансите на бразилецот и во поголем дел од сезоната го користи како играч за врска, па токму затоа нема да му прави проблем да замине од Стенфорд Бридж. Постигнат е договор за 5 годишна соработка, Давид Луис на Nou Camp ќе заработува 5,5 милиони евра по сезона. Барселона за неговиот подпис ќе му плати на Челси 25 милиони евра и дека трансферот ќе биде готов пред почетокот на Мундијалот. Дефанзивецот пак на Парис Сен-Жермен Алекс постигнал договор за трансфер во Милан и од следната сезона ќе го носи дресот на росонерите. Договорот на Алекс истекува на крајот на сезоната, па двете страни одлучија да не ја продолжат соработката, а таквата ситуација ја искористи Милан кој ќе го донесе бразилецот на Сан Сиро без обештетување. Алекс ќе подпише 2 годишен договор според кој ќе заработува 2,5 милиони евра по сезона. Кевин Дурент од Оклахома Сити и официјално е прогласен за MVP во регуларниот дел од сезоната во NBA лигата откако доби најмногу гласови во изборот за најкорисен играч на шампионатот. Кошаркарот на Оклахома Сити Тандер освои 119 од можните 125 гласа, со што го остави зад себе ланскиот MVP Леброн Џејмс. Дурантула имаше неверојатна сезона во која успеа да сруши еден од рекордите на Мајкл Џордан. Тој на 41 надпревар поред уфрли по 25 или повеќе поени, што е нов рекорд на првенството. Исто така, беше и најдобар стрелец на сезоната со просечни 32 поена по надпревар. Тој најзаслужниот што Оклахома Сити забележа скор од 59 победи, 23 порази, што е втор резултат годинава веднаш зад Сан Антонио Спарс. Оклахома е во втората рунда од плейофот каде има негатива со LA Clippers со 0-1 во победи. Во NBA плейофот се одиграат две средби од втората рунда по една на истокот и западот. Мајами Хит на домашен терен со победа ја започна полуфиналната пресметка на истокот против Бруклин и славеше со 107-86. Леброн Џејмс беше најефикасен со 22 поена, додека Реален постигна 19. Кевин Гарнет оствари неславен рекорд во својата кариера кога за прв пат од кога е дел од NBA не успе да постигне ниту еден поен во надпревар од плейофот. Кај нетци по 17 поени дадоа Џо Џонсон и Дерон Вилијамс. Сан Антонио Спарс исто така на домашен терен победе со 1-0 во полуфиналето на западот против Портланд Трейл Блейзерс со победата од 116-92. Тони Паркер постигна 33 коша за Спарси. Во редовите на Портланд, Ламарко Солдрич даде 32 поена. Вечерва се играат вторите надпревари од конференциските полуфиналења помеѓу Индиана Пейсерс и Вашингтон Визардс и на западот Оклахома Сити против LA Clippers.